Благодарам, значи би се надоврзал на господинот Синиша и на господинот Јанушев, исто така и на представникот од град Скопје, че како што кажавте, проектите на ЈСП, на улици и патишта на градот Скопје се видливи за сите граѓани, за разлика од тие проекти, нашите проекти се невидливи и се под земја. Се работи за водоводни, канализациони, атмосферски линии. Че може да направам само една паралела, че од кога ВМРО ДПМН на власт и господинот Коце Трајански од 2009 година, само јавното предпријатие Водовод и канализација има инвестирано преку 15 милиони евра во фекални, атмосферски и водоводни линии. И тоа во вкупна метража од над 95 километри. Значи толку земеме споредба, значи 1120 километри оперира јавното предпријатие Водовод и канализација со водоводна мрежа, 912 канализациони мрежи и други и исто така и атмосферски линии, че може да се каже дека сме на добар пат со обновување на сите преоптеретени и стари водоводни и канализациони мрежи во градот Скопје. За да има здрави булевари, за да можат автобусите редовно да доаѓаат, треба да нема дефекти, да не се копат булеварите и заради тоа ние заедно со градоначалникот во изминатиот период на сите булевари што се изградени во изминатиот период ги променивме сите водоводни и атмосферски и поставивме заедно со градот атмосферски линии. Можете да видите дека да има случаеви кај што некои улици потесни се уште има некои дефекти, меѓутоа на главните булевари сите главни мрежи се променети и со тоа веќе години тие булевари оперираат и нема сечење на асфалт, нема пропаѓање на асфалт. Тоа е она што може јавното предпријатие да го издвои како инвестиција во изминатиот период. Имаме стварно доста број на проекти за идните 4 години. Голем број на проекти. Планираме да инвестираме секоја година по минимум од 25 до 30 километри сопствени средства за водоводни линии. Тука не прати градот Скопје кој што е многу вака финансиски постабилен и помоќен, планира многу повеќе проекти да инвестира градот Скопје и мислам дека граѓаните може да бидат спокојни дека нема да има некои турбуленции во идниот период. Исто така за извојување и новата управна зграда која што јавното предпријатие Водовод и канализација изгради во изминатиот период, иако имаше доста критики од страна на одредени политички партии дека не знам таа зграда коштала 19-20 милиони евра, не е точно, значи таа зграда не кошта повеќе од 9 милиони евра. И е еден символ на градот Скопје заедно со сите други проекти. Нашите вработени се гордеат со таа зграда, имаат подобри услови. Исто така е доста инвестирано во делот на механизацијата, за разлика од времето кога СДСМ бил на власт, имало многу помалку механизација, многу помалку материјали за самите вработени, така да тоа е едноставно неспоредливо. Значи пред 2009 година и периодот од 2009 година до 2017 година.